Гласници на надежта. Глава 43. Воспоставување причини. Зошто? Е едно многу важно прашање. Доаѓа до централното прашање. Тоа е, може да кажеме, основно прашање. Зошто не води до причините за се што постои? Многумина не се мачат да прашаат зошто. Продолжуваат да ги прават истите работи без да размислуваат. Само си одат по својата рутина, ден по ден, без да се мачат да прашаат зошто. Сега, мои пријателе, ние сме машина да ги вршиме работите една работа на еден начин. Бог ни даде ум со кој можеме да размислуваме. Ние имаме право за тоа да ја утврдиме причината за нашите активности. Ние може да промениме ако сакаме и има причина за промена. Се разбира, само да се промени заради промена не е многу паметно. Но ние не сме машини. Ние може да направиме промена и да размислуваме за причините зошто го правиме тоа што го правиме. Од многу интересно искуство во животот на Исус во Евангелие по Јован 9 глава, од 1 до 12 стих, ќе научиме за воспоставување причини. И кога заминуваше, виде човек слеп од раѓање. А учениците го прашаа: Рави, кој сгрешил, тој или неговите родители, та се родил слеп? Исус одговори: не сгрешил ни тој, ниту неговите родители, туку за да се пројават Божјите дела врз него. Ние треба да ги извршуваме делата на оној кој ме прати, додека е ден. Доаѓа ноќ, кога никој не ќе може да работи. Додека сум во светот, јас сум светлината на светот. Штом го рече тоа, плукна на земја, направи кал со плунката и со неја ги намачка неговите очи. Па му рече: оди изми се во бањата Силоам, што значи пратен. Тој отиде, се изми и дојде гледајќи. А соседите и оние што го гледаа порано како питач велеа: зарем ова не е оној што седеше и питаше? Едни велеа: тој е, други велеа: не, но прилега на него. Тогаш му рекоа: како ти се отворија очите? Тој одговори: човекот кој се вика Исус направи кал, ми ги намачка очите и ми рече: оди во Силоам и изми се. Јас отидов, се измив и прогледав. Тогаш му рекоа: каде е тој? А човекот рече: не знам. Од овој текст ние треба да научиме да ги следиме упатствата, кои ќе ни помогнат да ја утврдиме причината за она што го правиме. Прво, испитај го проблемот. Ова навистина беше многу критичен проблем затоа што човекот се родил слеп. Учениците поставија вистинско прашање. Тие рекоа: кој сгрешил, тој или неговите родители? Затоа ти реков уште на почетокот, прашањето зошто е основно прашање. Зошто овој човек е ваков каков што е? Кој сгреши? Некој мора да сгрешил, тие се помислија. Нивната причина за било каков проблем како болест или пак хендикеп е поради нечи греф. Но Исус го исправи тоа. Додека тие го испитуваа проблемот, тој им одговори: не сгрешил ни тој, ниту неговите родители, туку за да се пројават Божјите дела врз него. Тој ги исправи. Ова е ситуација каде славата Божја ќе биде манифестирана. Тој им одговори, за да им помогне да разберат точно кој беше проблемот. Но тие имаа право да го испитаат проблемот и тоа се упатствата што ви ги носам. Најпрво, за да ја воспоставиш причината, испитај го проблемот. Тогаш Исус продолжи поратаму со насочено признание. Тој рече: ние треба да ги извршуваме делата на оној кој ме прати, додека е ден. Доаѓа ноќ, кога никој не ќе може да работи. Направи го тоа што е твое да го направиш. Тука имаме упатство број 1. Испитај го проблемот кој е пред тебе, кога си спремен да ја утврдиш причината. Второто упатство е: прифати го рецептот. Човекот беше роден слеп. Како требаше да се излечи? Како требаше да прогледа? Кажано ни е дека Исус плукна на земјата и од плунката тој направи кал и со неја го намачка на очите. Сега ние не знаеме дали има некаков лек во тој кал или пак во плунката. Не сме сигурни за тоа. Како и да е, Исус отиде по едноставниот начин. Не беше комплицирано воопшто. Откако тој го помаза или ја стави плунката на очите на човекот, тој му даде многу едноставна заповед: оди изми се во бањата Силоам. Тој отиде, се изми и дојде гледајќи. Многу едноставна послушност. Отиде, се врати и дојде гледајќи.
Ние немаме никакво објаснување како овој човек стигна до бањата Силоам. Можеби некој го одвел, но тој не се сомневал во рецептот кој Исус му го даде дека ќе го исцели. Така, тој отиде, се изми и се врати гледајќи. Немаше двоумење да го направи тоа што му беше кажано. Тој го направи точно тоа што Исус му го кажа. За да ја утврдиш твојата причина, подобро прифати го тоа што Исус ќе каже. Проучи ја загадката. Кога се врати тој гледајќи, луѓето кои го познаваа, соседите и пријателите, прво се сомневаа дека тој е навистина човекот кој беше слеп. Така се обидуваа да му земат лични податоци. Тие се изборуваа помеѓу себе. Тие рекоа: зарем овој не е оној што седеше и питаше? Едни од нив велеа: тој е, други велеа: не е, но прилега на него. Но тој рече: јас сум. Тогаш му рекоа: како ти се отворија очите? Повторно гледате како тие ја поставуваат замката. Тие сега знаат точно каква беше ситуацијата, но тие се обидуваат да стигнат до причината за тоа што беше се случило. Сега слушнете за објаснувањето што го даде. Човекот кој се вика Исус направи кал, ми ги намачка очите и ми рече: оди во Силоам и изми се. Јас отидов, се измив и прогледав. Сето тоа би требало да биде едноставно за секого. Одговорот беше јасен. Веќе не беше загадка за тоа што човекот им одговори на прашањето. Тука го имаме упатството и ние кои треба да ги следиме ако ние ги поставуваме причините за нашите дела. Испитај го проблемот, прифати го рецептот и проучи ја загадката. Гласници на надежта.